civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден. Денеска во фокусот на Цивил се наоѓа безбедноста и реформите во полицијата, како до поблиску до граѓанките и граѓаните, како до поголема безбедност за граѓанките и граѓаните. Чест ми е со мене во прес-центарот на Цивил да ги представам висшиот полициски советник, се извинувам, за јавна безбедност и превенција Жаклина Просаровска и началник на сектор за правни работи Снежана Петровиќ Арсовска. Со нас онлайн, колку што сум информиран, веќе е приклучен и Александар Србиновски од глобалната иницијатива против транснационалниот организиран криминал, инаку и самиот новинар кој во голема мерка ги следи и овие прашања во својата работа. Нашиот тим успеа во текот на изминатите 2-3 дена да влезе во динамична комуникација со Министерството за внатрешни работи и во рамките на таа комуникација успеа да добие една изјава од министерот Оливер Спасовски, кој зборуваше и за безбедноста, меѓутоа и за полициските реформи кои се во тек и кои се разбира дека никогаш не престанале полицијата на секаде во светот, па така и кај нас е во постојана динамична врска со сите останати сектори на живеењето во државата, во безбедноста и постојано се прилагодува на новите услови и се реформира. Како тоа изгледа во конкретни чекори ќе видиме во текот на овој наш денешен настан, а се разбира најнапред биве поканил да ја погледнеме изјавата на министерот Спасовски. Почитувани, кога го воспоставивме концептот полицијата во служба на граѓаните, како раководство на МВР, тргнавме од премисата дека продлабочувањето на партнерството меѓу граѓаните и полициските службеници ќе произведува поефективни резултати за безбедноста и сигурноста во одржувањето на јавниот ред и мир и во заштитата на материјалните добра. А тоа се претпоставуваше најнапред да се извршат корените и системски реформи во полицијата, кои би го зголемиле нејзиниот кредибилитет за граѓаните. Значи, на стратешко ниво, реформата на безбедносниот систем не беше прашање на избор, туку прашање на опстанок, силно изразена волја на сите општествени чинители, на јавноста, на граѓаните, конечно да се воспостават норми и концепт кои што ќе бидат и гаранција за заштитата на човековите права и слободи, но истовремено силна брана против секакви тенденции на корумпирање на безбедноста и против нејзино ставање во функција на злоупотребата и незаконитото работење. И тој чекор го направивме со цврста одлучност да се етаблираат принципите на владење на правото во сферата на безбедноста, како еден од круцијалните фактори за просперитет на државата. Примерно, во однос на реформата на оперативно рамниште, МВР имаше исклучително комплексна задача, имајќи предвид дека реформите во безбедносно-разузнавачкиот систем беа нужност и согласно програмата за пристапување кон НАТО алијансата, но и според едно од клучните преговарачки поглавја на Европската Унија, поглавието 24. Токму во таа насока е формирана оперативно-техничката агенција, ОТА, како независен државен орган за следење на комуникациите и овозможување на пристап до податоци на органите овластени за следење на комуникациите. Непосредно после ова, откако страна на владата беше усвоен предложениот модел за реформа на безбедносно-разузнавачкиот систем и управата за безбедност и контраразузнавање излезе од органите во состав на МВР како посебна агенција од 1.9.2019 година под ингеренции на владата. Целите и задачите на АНБ беа јасно дефинирани, без полициски овластувања, со превентивна, а не репресивна функција. Во исто време работевме на изготвување на уште едно законско решение за координација на безбедносно-разузнавачката заедница, со цел да се уреди поставеноста и надлежноста помеѓу овие служби. Во овој закон кој беше изгласан со двотретинско мнозинство се предвиде формирањето на посебно тело за координација на безбедносно-разузнавачката заедница.
При тоа беше утврден прецизен делокруг на работење, состав, начин на работа и донесување одлуки. Се со цел спроведувањето на ефикасната координација на безбедносна заедничката заедница во државата. Исполнувањето на високите стандарди кои ги има Европската Унија. Во овие области налагаше да се спроведат тие тектонски промени во нашата држава, но со задоволство може да се констатира дека овие процеси се одвиваат транспарентно и со инклузивност на сите релевантни субјекти, со што се воспоставија темелите на натамошната надградба на целокупниот безбедносен систем, а за што добивме и верификација од Европската комисија. Паралелно со ова оперативно рамниште, поради прилично незавидни материјално-технички услови во кои што беа затекнати институциите задолжени за безбедноста, пред се мислам на полицијата, се зафативме со надминување на постојните и создавање нови услови за нормално функционирање на полицискиот систем, особено во поглед на крупните законски измени донесени во сферата на безбедноста, бидејќи зошто ни се законите доколку не се почитуваат. Затоа почнавме примерно со генерално подобрување на материјално-техничките услови за работа, токму на оние од кои што зависи спроведување на законите, а тоа е полицијата. Континуирано во овие неколку години се планираа средства во буџетот на Министерството и се инвестираше во материјално обезбедување на униформираните полициски службеници од сите организациони единици. Со нова опрема и униформи, кои после повеќе години ги обновивме, со тоа јасно дадовме до знаење дека на секој полициски службеник треба и мора да му се обезбедат елементарни предуслови за нормално работење. И дека интегритетот, опременоста, статусот на полицискиот службеник се императив без кој што е невозможно спроведување на каква било системска реформа во тој домен. Во насока на севкупното подобрување на професионалните услови за работа, преку правилно и планско користење на буџетот на Министерството за овие 5 години беа санирани, односно делумно и целосно реконструирани 72 објекти на Министерството во сите сектори за внатрешни работи. Напоредно со оваквите активности не беа занемарени ни потребите од техничко одржување и осовременување на работата на разни организациони единици при Министерството и со редовно сервисирање на сите тековни обврски. Успеавме да ги намалиме старите наследени долгови по разни основи. Секако тоа имаше своји позитивни ефекти во секојдневното функционирање на Министерството, зашто впрочем најдобро сведочи јавно презентираниот извештај на мисијата на ОПСЕ во нашата земја, насловен како истражување на демократското политичко работење на полицијата. Резултатите јасно укажаа дека во јавноста, меѓу граѓаните, но и во редовите на полицијата, активностите на МВР наидуваат на позитивен прием, како и концептот за воспоставување на професионална и стручна полициска служба, која што примерно ќе биде реален сервис на граѓаните. Бројките се недвосмислени дека довербата на граѓаните во полицијата расте, а параметрите укажуваат и на намалување на стапката на вкупниот криминал од година во година во споредба со претходниот период, како изголемување на вкупната ефикасност за на полициските служби, со постигнати значајни успеси во откривање на криминалот со дрога, криумчарењето мигранти, корупцијата, економскиот криминал, откривање на криминални групи и во безбедноста на сообраќајот, преку намалување на бројот на жртви во сообраќајот, намалување на сообраќајни незгоди со потешки последици и намалување на вкупниот број на повредени лица. При тоа морам да напоменам дека напорите во насока на подинамично реформирање на Министерството и негово целосно сообразување со стандардите и нормите на современите и квалитетни европски и светски политички практики и континуирано течат, а во одредени сегменти дури и се интензивираат. Имено, во процесот на редовното функционирање на МВР беа детектирани клучни прашања за кои беше оценето дека е потребна нова регулатива, односно измена на постојните законски решенија со цел на админување на системските недостатоци и проблеми, како и обезбедување на поголема ефикасност во вршењето на надлежностите на ова министерство. Затоа се пристапи кон ревидирање на законски решенија, односно се доставија предлог измени на Закон за внатрешни работи и Законот за полиција, кои се во собраниска процедура. Голем дел од овие прашања се на иста линија и со препораките содржани во извештајот на ГРЕКО за евалуација на Република Северна Македонија во насока на спречување на корупцијата и промовирање на интегритетот. Со законските измени во насока на зајакнување на интегритет на вработените во МВР, како услов е положениот тест за интегритет,
комплетната деполитизација на МВР, оперативната независност на полицијата, воспоставување на строги, објективни и професионални критериуми за изменување, односно за именување на директор на полицијата, воведување децидна обврска за пријавување имот на вработените, како и суштинско ревидирање на постојниот систем за дисциплинска одговорност на вработените во МВР. Затоа со право веруваме дека во наредниот период, продолжувајќи во континуитет со силна мотивираност да ги градиме севкупните капацитети на оваа наша институција, можеме да претендираме на уште подобри резултати во работењето на сите организациони единици на Министерството. Во овие 8,5 минути, јас во текот на изјавата на министерот Спасовски можам да избројам некаде 20 до 25 клучни зборови кои сите можат да бидат наслови на посебни емисии, односно посебни панел дискусии во нашето студио и се разбира пошироко во јавноста. Верувам дека граѓанките и граѓаните кои се засегнати на различни начини со безбедноста ќе го препознаат значењето на тоа што се подразбира реформи. Меѓутоа, како што можевме да слушнеме и од самата изјава и од она што досега го работеше Цивил во својот мониторинг на човековите права и слободи, можат да забележат дека се работи за динамична, сигурно дека ќе забележат дека се работи за исклучително динамична, на моменти и многу проблематична активност, односно процеси кои се одат паралелно, а се разбира во меѓувреме и безбедноста мора да се внимава на неа и да се спроведуваат активностите на дневно ниво. За 2 или 3 аспекти од тоа што го слушнавме од оваа изјава ќе зборуваме денеска, би можеле да почнеме од тоа дека од констатацијата за тоа дека полицијата во минатото, и тоа не многу дамнешно минато, беше според извештаите и анализите и на нашата организација и на релевантни институции од земјата и од светот, инструментализирана во поглед на тоа да се изврши притисок одреден политички врз одредена група граѓанки и граѓани, да се инструментализира полицијата како апарат за застрашување и за заштита на оние што се во политичките елити во тогашната власт, за потоа да влезе и една демократизирачка постапка која трае и ќе трае во полицијата, во Министерството за внатрешни работи, во целиот безбедносен систем се разбира, кој не подразбира само полиција на улиците. Во тој поглед, а се разбира и во поглед на реформите, би сакал да прашам нашата гостинка, господја Снежана Петровиќ Аршовска, која е началничка на секторот за правни работи при МВР, докаде се реформите и колку успеа МВР да се одвои од тоа што многумина од нас го препознаваат како еден малку попроблематичен, да го наречам со благи зборови, период на Министерството за внатрешни работи. Благодарам за прашањето. Се надам дека на почетокот ќе ми дозволите пред се да се заблагодарам за поканата, да имаме прилика и ние од Министерството внатрешни работи што сме упатени и дел од тие процеси, да ги кажеме нашите согледувања, видувања и заклучоци и искуство пред се и очекувања, меѓутоа истовремено да ги поздравам и сите што следат оваа панел дискусија. Кога ќе се каже реформи, како збор, поим, процес, како и да сакате, мора да се согласиме дека е тоа нешто што е многу експлоатирано во последно време. Се говори за реформи во земјоделието, реформи во здравството, реформи во правосудството, реформи во полицијата. Тоа е еден процес, и тоа многу долг процес, кој што на почетокот мора да имате едно видување каде сме и која е нашата визија, кои се нашите цели, кои се стандардите и потребите што треба да ги постигнеме и каде треба да дојдеме, за да со задоволство можеме да констатираме дека тој процес пред се значи менување на нешто што постои, меѓутоа негово подобрување, почитување на некои стандарди, на некои добри пракси, кога се споредуваме со демократските напредни европски држави, па и пошироко. Значи, тој сегмент реформа на следењето на комуникации непосредно е поврзан со работата беше на управата за безбедност и контраразузнавање, која беше следен приоритет, непосредно поврзан и следен чекор, природно,
И сите сме сведоци дека сега е во фаза функционирање на Агенцијата за национална безбедност, агенција независна, самостојна, надвор од Министерството за внатрешни работи, со работници кои што се без полициски овластувања, и не би сакала повеќе таму да навлегувам, пошто тоа се веќе посебна област, надвор од Министерството за внатрешни работи. Истовремено не би одала временски кој е прво, второ, меѓутоа мощен битен сегмент во тој процес на реформи е секако реформата во внатрешната контрола на Министерството за внатрешни работи и воспоставување на така наречен надворечен механизам за контрола на полицијата. Може малку повеќе за тоа, навистина, за што се работи? Така, тоа предизвика през една плејада наменување на повеќе закони, Законот за јавното обвинителство, Законот за народното правобранителство, Законот за внатрешни работи. Зошто? Затоа што она што беше присутно долго време, години наназад во јавноста, зашто бевме сите ние сведоци, беше детектирано како предизвик со кој треба да се справиме, со цел обезбедување повисок степен на професионалност и доверба кај граѓаните дека навистина натре во рамките на МВР се врши внатрешна контрола на секое постапување на работниците, секако критиките кои што ги имавме и од нашите меѓународни партнери и служби. Да, и од нас. Така невладините организации, ги рековме, и граѓаните, се направи еден сериозен исчекор, каде што се воспостави посебно оделение во јавното обвинителство. Мислам дека последниве денови исто тоа беше нешто актуелно со некои случаи. Посебно оделение кое што е надлежно за повреди на законот во ситуација кога тие повреди се сторени од страна на работниците на Министерството за внатрешни работи и затворската полиција, истовремено воспоставување на посебна организациона единица во рамките и кај народниот правобранител, каде што има представници и од невладиниот сектор, и сето тоа во интерес на тоа да се избегнат сомневањата и да се гарантира објективноста и она така наречено солидарност на работниците во внатрешната контрола во однос на своите колеги. Ние сме сега на тој пат, тоа не од вчера. Можеме да констатираме дека статистичките показатели се добри овие години колку што тоа функционира и се надеваме дека ќе биде се подобро. Значи тоа е така наречен посебен сегмент, сегментот, рековме, на ревизија и реформи во внатрешната контрола. Потоа, она што е сега посебно актуелно, тоа се, како што спомна министерот, два закони што се во собраниска процедура, Законот за внатрешни работи и Законот за полиција, се со цел да се подигне и да се надминат сите оние предизвици кои што беа детектирани во секојдневното вршење на работите на Министерството во рамки на законско утврдениот делокруг на работи, бидејќи ова министерство е надлежно да ги врши работите на системот на јавна безбедност, да ги гарантира слободите и правата, сигурноста, безбедноста, борбата против криминалот, превенцијата и слично. И токму во тој сегмент несомнено беше утврдено дека мора да се направат реформи во делот на интегритетот на работниците, исто прашање што е многу интересно и во другите сфери на нашето живење, професионалноста на полицијата, одговорноста на тој систем, исто реформи, значи системот на дисциплинска одговорност, интегритетот на личноста, професионалноста, деполитизацијата, за да навистина Министерството за внатрешни работи биде сервис на граѓаните. Така да имаше критики во последно време, а критиките се секогаш добредојдени, бидејќи тие само се преиспитуваме дали сме на вистинскиот пат. За прв пат во Законот за внатрешни работи, ако дозволите да кажем 2-3 збора за тоа што е во тек, за да не одземам многу од времето, се предвидува полагање на тест за интегритет на кандидатите за вработување во Министерството, што е различно од тестот за професионален интегритет на работниците што работат во Министерството за внатрешни работи. Значи, тестот за тестот за интегритет при вработување е класично тестирање од стручни лица, кои што треба да се види каков е профилот на личноста што сака да се вработи во полицијата и кои се гаранциите за неговото однесување во иднина. Тоа повеќе би знаеле експертите од таа област да кажат, а тестот за професионален интегритет не се доживува како нешто редовно што треба секој работник, вклучувајќи ми мене, да го поминам како класично тестирање, туку напротив, добрите пракси и препораките од компаративните искуства и државите во Европа покажаа дека тоа е се симулирани ситуации
кои што се во врска со работите и задачите на моето работно место, каде што работникот не знае дека всушност е предмет на тестирање на неговиот професионален интегритет и едноставно треба да ги врши работните задачи како и секој други, а не знае дека тоа може дури и видео и аудио да се документира и да биде индикатор за моја кривична одговорност, за моја дисциплинска одговорност и слично, бидејќи откако ќе се заврши тоа тестирање, на крајот само резултатот ќе биде позитивен или негативен. Каква е мојата професионалност, каква е интегритетот, како сум се справила со предизвиците за вршење на конкретната работна задача. Доколку тестот е негативен, реперкусијата прва што е, тоа е потешка повреда на дисциплинска одговорност и предизвика, што може да доведе и до многу сериозни последици, дури отказ од моето работно место и не само тоа, туку тоа може да предизвика евентуално кривична одговорност, меѓутоа, зависно од повредите и дали воопшто имало повреди или известни отстапувања, може да се случи да се бара подобрување на методологијата на работа или да предизвика моја дополнителна обука и отсуство на вештини во вршење на работните задачи, што навистина ни е задоволство и очекуваме кога ќе бидат донесени измените во законот да тоа профункционира, меѓутоа морам да кажам да не се очекува дека тоа ќе се случи повторно преку ноќ. Пак ќе кажам, реформите е нешто што мора цело кога има се да се заокружи. По донесување на законот следе донесување на подзаконски прописи, веќе во тек треба да бидат и обуки на луѓето кои што тоа ќе го спроведуваат, затоа што не смее да се провоцира да некое несакано однесување. Тоа што се однесува до интегритетот, во поглед на дисциплинските го напуштаме системот на комисии, одиме на принцип на она што се гаранциите на унифицираност, на обученост, на усовршеност и воспоставување на нов организацијски облик. Се воспоставува обврска за сите работници да пополнуваат изјави за нивната имотна состојба, што е во контекст на справување со предизвиците и борбата против корупцијата, затоа што сите сме сведоци, граѓаните, перцепцијата не само за полицијата дека сме длабоко корумпирана држава и ова се инструментите со кои што ние на тој пат наш на реформите сакаме да ги обезбедиме сите предуслови да тоа го сведеме на што е можно, да не кажам нулта толеранција, затоа што никогаш нема гаранции, не знам дали воопшто постои така држава која што колку мене навистина ми остави силен печаток ова што го објаснивте за тестот за кој всушност испитаникот не знае. Па не е класичен испитаник. Не е класичен испитаник, контролата, која може да биде и аудио и видео снимена. Така, документирано. Тоа, колку такви тестови имате да се спроведени? Не, ова е за прв пат. Односно, сега ќе почне да се... ќе видиме тоа како ќе функционира. Оптимисти сме само со добри создавање на сите предуслови. Како реагира полицискиот синдикат на ова? Затоа што може да кажа дека... Морам да кажам дека слушам критики зошто полицијата све. Меѓутоа, јас по природа сум човек, што кога некој работи совесно, одговорно и професионално, тоа е само уште една потврда кога би дошло дека ќе се потврди нашата професионалност и не треба да се плашиме од такви работи да ги осудуваме. Посакувам секаде да може да се прават такви преиспитувања за професионалност и одговорност. Сигурно ќе се воспостави некакви стандарди, да не се повреди и приватноста сепак и да се задоволат барем основните критериуми во доменот на социјалната правда, сепак и тие се работници. Подготовките беа долги за да дојдеме до ова решение и како да го воспоставиме, се гледа како функционира тоа во други полициски. Сега тоа е во процедура, рекол. За жал морам да констатирам тоа веќе е законодавна власт, собрание, не можеме ние да влијаеме на тоа, меѓутоа измените се во собраниска процедура летото минатата година, од јули ако не се лажам. Па добро. Веќе сме второ читање, очекуваме гласање и оптимисти сме дека ќе нема зошто да се грижиме во наредните 15-20 години ќе се Не, ние сме оптимисти, веќе беше неколку пати на дневен ред дека тоа ќе помине и не би сакала многу време да одземам, уште со задоволство можам да констатирам како граѓанин пред се гледам една сериозна реформа која што не е само во МВР, тоа е широк процес кај сите државни институции, тоа е дигитализацијата. Исто 6 закони веќе ни се поминати во закон и се подготвува бидејќи одложна примена, мора да согласите кој ќе се каже збор дигитализација, што тоа значи информатичка поддршка, овозможување, да и граѓаните многу полесно доаѓаат до многу услуги кои што се очекуваат од Министерството, затоа што во наш состав и оделот за граѓански работи, патните исправи, голем број на права, живалиште, престојување. Ако кажеш дека врз основа на изјавата на министерот Спасовски произлегуваат уште 20 до 25 теми и јавни настани на таа тема, јас мислам дека уште 10 додадовме сосема комотно од вашата изјава.
Се разбира дека тоа се комплицирани процеси и постојат многу опасности за тоа како ќе се донесе, кога ќе се донесе, а во самата примена се разбира уште поголеми предизвици има. Јас би сакал да му дадеме малку простор на секторот кој се нарекува јавна безбедност, бидејќи се во ова многу убаво звучи, можеби не звучи се баш како што треба, меѓутоа вие на дневно ниво морате да се грижите за сообраќајот, за безбедноста, да бркате криминалци, да ги заштитите граѓанките и граѓаните од сите проблеми што може да излезат во безбедноста. И во таа смисла, што ги условува реформите? Еве, ова се реформи за кои се зборува на назад 30 на години, се разбира, меѓутоа во последните 4-5 години навистина динамично. Меѓутоа, како тоа изгледа во вашиот сектор, бидејќи вие сте во секторот јавна безбедност, како што ве представив, и превенција, која е исто многу значајна област во вашата работа? Ви благодарам за прашањето. Отворивте една сосема веќе нова перспектива на дискусијата, по-оперативна, можеби и по-практична во делот на зборувањето на реформите во полицијата. И секако дозволете ми јас да го изразам моето задоволство за моето учество во панел дискусијата, особено што го влечам кредибилитетот да зборувам за полиција со 26 години работно искуство во полиција, од кои доминантно во делот на униформираната полиција, која што е највидлива и која што го представува делот на јавната безбедност секој ден во интеракција со граѓаните. Зошто реков дека го отвараме панелот на едно многу по-оперативно ниво? Затоа што кога зборуваме за реформи во полиција, мора да се има во предвид пред се сложеноста на организацијата, големиот број на надлежности кои што ги има полициската организација, мора да се има предвид мандатот на полициската организација или на полицијата во државата, односно мандатот да употреби легитимна присилба во рамките на дозволените законски овластувања, при тоа да биде еден од основните гаранти за заштита на човековите права и слободи на граѓаните, или ако сакате да го обезбеди амбиентот за практикување на човековите права и слободи. И така поставен балансот на реформи секогаш го има предвид тоа што значи полициска професија, постојано ставена на линијата помеѓу тоа што е прифатливо и неприфатливо, што е осудувано од граѓаните, а што е очекувано во постапката на полицијата. И кога се прават реформите, веројатно треба да се има предвид и таа цела комплексност на полициската организација. Меѓутоа, вие рековте што го условува процесот на реформи. Гледано од аспект на полициски службеник или полициски советник, кој што ги поставува можеби прашањата на едно малку постратешко ниво, јас велам дека реформите во полицијата ги детерминира потребата за промена на методологија на работа, која што произлегува од промената на законските регулативи, промената на националното законодавство и потребата методологијата да се адаптира на современите потреби. Понатаму, појавата на нови појавни облици на криминалитет, етиологијата и феноменологијата на криминалитетот, кој што постојано се менува и кој што ги надминува границите на тоа дека на, ајде јас да речам, на една годишна основа, Министерството ги поставува истите приоритети. Не, приоритетите се менуваат во зависност од промените кои што се случуваат во појавните форми на криминалитетот. Ако сакате, демографските карактеристики на населението, миграциите кои што се случуваат, кои што исто така предизвикуваат потреба од реформирање на полицијата, од аспект на организација на полицијата. Прашањата за многу значајни социјалната и економската трансформација на општеството, ова што се случува во еден современ амбиент. Па тука ќе ја спомнам пандемијата која што ни се случи со ковидот, која што направи еден поинаков начин на тактика на полициско работење и полицијата од сервис на граѓаните мораше малку да ретерира во дел на контролор на спроведување на одлуките на владата во цел со една единствена цел заштита на јавното здравје, легитимно, сосема оправдано, меѓутоа повторно со балансот дека полицијата од интензивната интеракција на дневна основа со граѓаните мораше да се претвори во нешто што ќе значи одржување
пунктовско работење, промена на тактиката на пристап до граѓаните, помала интеракција со граѓаните поради ограничувањата што ни ги направи пандемијата, намалување на превентивните активности или претварање на превентивните активности повеќе во информација за граѓаните за тоа како смеат и како не смеат да се однесуваат поради промените кои што ни се случува на дневна основа. И секако мора да го земиме во предвид кога зборуваме за реформи на полициската организација, тоа што значи не само национално или регионално влијание, туку целокупното меѓународно влијание од аспект на безбедност зборувам. Конфликтите кои што се случуваат, миграцијските кризи, кои што предизвикуваат потреба за промена на полициското постапување, функционалностите, промена на надлежностите на полициската организација, сериозните закани, транснационалните закани, исто така од внатре ја менуваат полициската организација и целокупната тактика и техника на постапување на полициската организација. И ценам дека можеби и така треба да се следи процесот на реформи. Колешката Снежана спомна еден многу конкретен исто така аспект на полициската реформа, а тоа се воведувањето на надворешните контролни механизми врз работата на полицијата. И сега е прашањето како тоа го прифаќа полицијата. Ако ставиме предпоставка дека полицијата и сите реформи мора да се дискутираат внатре во организацијата, дека мора да се дискутираат надвор, да се отвориме кон јавноста и да го прифатиме тоа што значи влијание на здруженијата на граѓани, на засегнатите страни, еве јас ќе прозборам за дискутирањето на темата за воведување на надворешен контролен механизам врз работата на полицијата. Ќе кажам извонредно добро прифатена опција. И зошто? Затоа што ќе се повикам на нешто што значи пракса на Европскиот суд за човекови права. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека во голем број случаи на поднесени пријави до жалби до Европскиот суд за човекови права за повреда на членот 2 или членот 3 од Европската конвенција за човекови права, тоа е правото на живот и апсолутната забрана за тортура, Европскиот суд за човекови права покажа дека не може да установи дека полициските службеници ги повредиле членот 2 и 3 во најголем број случаи, но покажа дека да, постои повреда на членот 13 во врска со членовите 2 и 3, затоа што државата не спровела ефикасна истрага. Ама тоа не е прашање на полициско работење. И тука не може теретот да се префрли на полициската организација. И не сме чувството на вина да се префрли на полициската организација. Тогаш зборуваме за прашањето на реформи на целокупниот кривично правен систем, кој што исто така влија на реформите на полицијата. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека со воведувањето на надворешните контролни механизми многу известно се потврдува или се отфрла обвинувањето, осудувањето дека полиција ги надминала своите овластувања. Ако ги надминала своите овластувања и предизвикала повреда на било кој член од Европската конвенција, ќе постои лична одговорност или колективна одговорност понекогаш. Знаете, пак велам, полициската работа е многу тимска и многу комплексна работа. Но ако не постои повреда, полициската организација ќе го објави тоа и ќе каже дека не постои повреда и не постои пречекорување на полициските овластувања. А тоа е многу силна порака во јавноста, затоа што јас пак ќе кажам, легитимитетот го црпиме од граѓаните и од довербата која што ќе ни ја укажат граѓаните или која што нема да ни ја укажат граѓаните. Затоа што, знаете, која правите реформа, вие велите, треба да си го трасираме патот. Каков модел на полициско работење сакаме да развиваме? Во својата изјава министерот, и тој тоа го прави многу често, во сите негови, јас велам, изјави, речиси, јавно го и многу транспарентно се соопштува дека да, го избравме патот за трансформација на полицијата, која што ќе значи полициско работење во заедницата. И тоа е тоа што се трасираше во развојот на полициската организација. И тоа е дел и од законот за полиција. Знаете, таму многу јасно и недвосмислено се кажува дека полицијата ќе соработува со граѓаните, со останатите државни органи, со здруженијата на граѓани, и тоа е обврска. Се покажува и привилегија. Тоа го констатирам со сигурност, затоа што работејќи на бројни и комплексни безбедносни прашања,
ако сакате за родово базираното насилство да зборуваме, за семејното насилство, ако сакате да зборуваме за малолетничкото престапништво, ако сакате да зборуваме за финансовиот криминал, еве да ги поставиме, ако сакате да зборуваме за тероризмот, практиката покажува дека безбедноста не познава постапување од страна на само една институција. Безбедноста препознава и бара силен мултиресорски одговор и вклученост на повеќе засегнати институции кои што заедно ќе действуваат пред се на превенција, на спречување на последиците, меѓутоа ако се случат последиците и да се даде брз, соодветен и ефикасен одговор. Затоа што јас велам, не постои ниту една полициска организација која што действува чисто превентивно, не постои држава во која што криминалитетот згаснал, го нема, меѓутоа постои брз одговор, енергичен одговор на полицијата, кој што ќе биде насочен кон запазување на основното начало на процедуралната правда. И тоа е многу битно, да зборуваме за реформи кои што ќе се темелат на процедурална правда. Тоа значи граѓанинот во центарот на целокупното постапување на полицијата. Не ние против нив и не граѓаните против полицијата. Еве вака символично да го поставам. Да, особено кога спомнавте мултиресорски пристап кон безбедноста и на сите аспекти на безбедноста, мора да споменеме уште еден фактор кој е исклучително значаен и кој, впрочем, го налага и оној слоган поблиску до граѓаните, во кој работевме и ние во првата половина од 2000-тите години, кога започна и превенцијата да се развива, па потоа малку спласна, повторно се централизираше системот за пред неколку години, повторно се вратиме на тој тек на работите и на реформите кои се ја приближуваат полицијата до интересите на граѓанките и граѓаните, а тоа се токму граѓанките и граѓаните. Тие се и тоа како важен фактор, важен чинител во безбедноста и без соработка, без комуникација меѓу полициските службеници и луѓето кои се засегнати, меѓутоа и оние кои се не се засегнати директно, меѓутоа се присутни или знаат нешто, треба да соработуваат со службите и во таа смисла го чинат, тек тогаш го чинат комплетен безбедносниот систем. Без граѓанките и граѓаните безбедносниот систем не значи ништо, меѓусебна доверба, соработка и така натаму. Во поглед на овие прашања, ја би сакал, ако е се уште онлайн, колегата Србиновски, да го замолам да од своето и новинарско искуство, меѓутоа и како искуство кое се однесува на неговата работа во глобалната иницијатива против организираниот криминал, имаме ли некое гледање овака новинарско граѓанско од Србиновски? Како ќе ги протолкуваш овие искази за реформите, а се разбира и во конкретни оперативни рамки работата на безбедносните служби? Александар, се слушаме? Да, благодарам. Најпрвен да се заблагодарам на оваа можност, на интересна една дебата која што не толку многу често има во нашиот јавен сектор. Благодарност до Цивил и до големиот напор што го прави вашата организација за да ги покрива исклучително битни општествени моменти и благодарност до представниците на МВР кои што одвоива свое време да присуствуваат и дискутираат со нас на вакви битни теми. Бидејќи јас сум човек кој што има над 15 годишно искуство во работата со медиумите и сум буквално од другата страна на линијата со контакт со представниците на полицијата и како новинар, но сега и како представник на граѓанската организација, на граѓанското општество во Македонија. Морам да напоменам на почеток дека за мене лично како новинар и представник на граѓанските организации, отвореноста кон медиумите на полицијата и кон јавноста е од круцијално значење. Она што сакам да напоменам во процесот кој што се одвива со реформите, кои иако почнува со парламентарно
со парламентарни процеси, со подзаконски и законски акти, тој сепак се манифестира во пракса најмногу и во работата на полицијата, но најмногу преку дискусот кој што медиумите го возможуваат на оваа тема. Сакам да напоменам дека од моја гледна професионална точка, однесувањето кон медиумите во добра мера е подобрено од некои си минати несакани периоди и времења, бидејќи како една полиција се однесува или како контактира со медиумите како партнери со невладините организации, практично всушност се цени нејзиниот демократски капацитет. Па така, сакам да го поздравам овој процес и свесен сум дека досега јавноста во суштина не беше баш навикната на еден транспарентен пристап кон медиумите. Тоа сега се случува, морам да го подлечам и да го истакнам, но морам да додадам дека и во едни вакви промени секогаш механизмот не е најефикасен, иако се подобрува во огромна мера од претходна. Еднаквиот пристап до информации е многу битен, како од новинарска гледна точка, така и од гледна точка на организации кои што се бават со превенција и со активности кои што превенираат организиран криминал во Македонија, кој што јас ја представам, бидејќи тие се пиларот и темелот за градење на демократичноста на нашето општество и затоа силно го поддржуваме како организација, но и како поединец, како новинар и се залагам за овој процес да доби уште поголема динамика. Со Џабер, со вас се слагам дека изјавата која што даде министерот е феноменална во онаа гледна точка дека таа сама по себе отвара многу простор за пишување, многу простор за истакнување, многу простор дури и за новинарска критика доколку е возможно на одреден дел, бидејќи јавноста е свесна дека критиката е механизмот кој што го возможуваат и новинарите, но и граѓанските општества за да имаме поуспешно и по-професионално Министерство за внатрешни работи кој што воедно и сервис на граѓаните. Она што би сакал да го искористам како во оваа можност да го подлечам е иако како новинар кој што се бави со работата на полицијата во најголем дел од својата кариера, сепак голем дел од медиумите не ја разбираат потребата на полицијата да изврши заштита или безбедносна заштита на информациите кои што се публикуваат во јавноста, бидејќи не секој во медиумите, но и во јавноста знае дека постојат одредени класифицирани информации со одреден степен на доверливост кои што во одреден момент не се баш поради законските причини не се баш највозможни лесно да се достапат до медиумите кои што потоа тоа го дистрибуираат за одреден случај, за одреден процес до јавноста. Но исто така и не смее тоа да биде изговор за целосно да се врши чување на овие информации како доверливи, при тоа да се злоупотреби можеби просторот на некои си одредени полициски тела кои што едноставно на линија на помал отпор тоа би го избегнали да го сторат, односно да ја презентираат својата јавност, својата работа во јавноста и во медиумите. Ова се прашања кои што заслужуваат и поголема дебата и поголеми простор на анализирање. Сакам да ги поздравам констатациите на двете соговорнички во студиото, бидејќи будни внимателно ги следев нивните излагања. Сакам да го поздравам процесот дека ете ги тие што се од другата страна како партнери во овој процес со нас со медиумите и невладините организации. Всушност ги подвлекоа и ги истакнаа тешките процеси кои што ги минуваше нашето општество и за време на здравствената криза која што е се уште активна, но и во некои други одредени слични ситуации кога практично известувањето за состојбите и за активностите кои што ги прави полицијата секојдневно, кои што се исклучително проблематични и тешки и професионални за изведување, беше извршено преку медиумите во некои нови динамики, во некои нови процеси. Да не должам многу, за да не ви одземам време од оваа прекрасна дискусија и дебата, сакам само како советодавен момент да искористам оваа прилика. Џабир, се надам дека нема да ми забележиш. Би сакал во процесот на реформите од моја страна да видам што е можно поголем број на новинари
и на престаници на невладени организации да учествуваат во овие динамични турбулентни времења кои што се пред нас, бидејќи на тој начин верувам дека кога сите заедно настапуваме со заеднички фронт на овие тематики ќе добиеме многу подобар и многу потранспарентен резултат кој што на крајот на криштата ќе биде и мерилото врз кое што граѓаните ќе оценат нашата професионалност како медиуми, од друга страна истото ќе важи и за полицијата и низините представници. Благодарам. Благодарам, Александар, за споделувањето на овие ставови и се разбира за позитивните оценки и на нашата денешна средба и тоа што беше кажано. Додека зборуваше, на некој начин ја сватив уште еднаш, ја погледнав целата огромната комплексна работа со која се зафатиле луѓето во безбедносниот сектор и тоа може да се каже дека е преголем залак. Меѓутоа, преголем залак би било и за многу поголеми системи, меѓутоа неопходен. Едноставно, бидејќи се работи за неопходно, што се мора, не е ни тешко, се разбира дека е тешко, меѓутоа мора да се спроведе. Јас сметам дека отвореноста, транспарентноста и отвореноста во комуникациите со јавноста, со граѓанскиот сектор, со медиумите кои се исклучително важни во овие процеси, како и во други се разбира, е на некој начин можноста овој процес да биде полесен и побрз, колку што е можно се разбира, но од друга страна вас ве прави како институција и ранливи, отворени на критики и ве прави отворени кон грешки во чекори и сето тоа. Кои се разбира, јавноста нема да ви ги прости, колку и да биле добри намерите. Навистина е тешко да се спроведат сите тие процеси, сите тие постапки, реформи, а при тоа и самите луѓе што ви се на терен под униформа да останат мотивирани сето тоа да го следат. Може би е добро и малку и кон нив да се посвети внимание колку тие ги сакаат да ги видат овие реформи да се спроведуваат и како да се спроведуваат и може би да се мотивираат повеќе да се отворат кон граѓанското општество и да зборуваат за вредностите, за човековите права и слободи и може би да се воспостави една таква размена, односно активност во која граѓанските организации во редовна комуникација со полицијата ги информираат или, еве да кажам, условно кажано, едуцираат за различни аспекти на човековите права и слободи, еве како една идеја, дополнително на сите 3-40 идеи кои произлегува од овој еден час, може би нешто малку повеќе од нашето дружење денеска. Дали имате нешто да му одговорите или да го дополните колегата Србиновски? Еве, ако дозволите, мене ми е драго што ја допревме таа тема, медиумите од Министерство за внатрешни работи. И јас како мојата количка броја многу ситно до пензија. Години, десетици години зад мене се и умеам да ја направам разликата и ми е драго што нема да бидам сватена субјективно, дека сведок сум на тие промени во односите со медиумите, со невладините организации, со јавноста, како со законот за слободен пристап на информации, секој дневно стига десетици барања, има поставено и рокови, да ги нема рокови, се одговара на тие информации, новинарите ги следат процесите, континуирано, верувајте, се поставуваат прашања, се фокусираат на она што јавноста е заинтересирана и за разлика од порано, кога навистина тој беше малце тежок процес, одеднашка секој ден нешто ве прашуваат и се бараат информации, со задоволство можам да констатирам дека работите се придвижија значително напред и дека навистина се споделува, пошто и ние пред се сме граѓани и дел сме од општество, убаво да го споделите, да го кажете и да го подобриме. Пак ќе кажам, секоја критика е добре дојдена, негативна таа не прави да се преиспитуваме, нормално е, може и да се погреши, ама да ги надминеме грешките и да се подобриме. Навистина може да се каже дека постои простор за критика во сите сектори, меѓутоа јас од моето лично искуство морам да кажам, најверојатно нема да се согласат сите колеги, вклучително и во оваа просторија, меѓутоа што се однесува до мене морам да кажам дека ако некогаш беше невозможно да се влезе во комуникација со МВР, практично невозможно, не отежнато,
невозможно, затворен, беден, зид. Во денешно време дури немаме потреба, јас барем не сум потпишал барање по пат на јавно барање за пристап до јавни информации, бидејќи некогаш дури во минути се мери одговорот на МВР во поглед на прашањата кои ги поставуваме, а не секогаш се пријатни, мора да се каже тоа, не секогаш пријатни прашања поставуваме, меѓутоа одговорот е брз, одговорот е информативен, значи не е обобштен со флоскули, со сето тоа, туку си има податоци со признание за грешки и така натаму. Се разбира, можеби. Познаат за тоа што ако не го сподели, уште е поголема фамата што точно така, точно така. Да се сподели почетокот, него да го остави. Добро е што тоа да се направи фама, па ние нешто по тоа да се правдаме. Се споделува она што рекоа, многу добро беше констатирано од новинарот дека она што може секој да се сподели, затоа што мора да прифатиме реалноста дека некои информации се класифицирани и се на штета, дали е тоа на истрагата и слично и само поголеми се штети. Да, и не сите што се во МВР ги знаеш. Да, така некогаш треба трпение малце. Јас ако ми дозволите малку ќе со една реченица можеби ќе сакам да завршам и да го истакна мојот став и кој што често го застапуваме дека здруженијата ни се многу битен партнер во работата и јас ги доживувам како некаков вид на коректор на работата и еве како еден пример ќе спомнам се изработуваат сите подзаконски акти во моментот за имплементација на законот за спречување на родово базирано насилство и семено насилство. Главни консултанти ни се здруженијата на граѓани кои што работат на темата и ако ми дозволите, можеби јас би сакала да кажам дека секогаш кога зборуваме за полицијата, велиме дека е главен субјект од кој што зависи демократскиот амбиент. Но ако ја свртиме тезата, викаме демократското управување ги детерминира процесите во реформите на полицијата. И мислам дека еве тој момент се случува и овој сет на силни реформи веројатно е последица токму на тој начин на управување. И верувам дека во некоја следна дебата ќе ги операционализираме и ќе зборуваме за овие реформи што не чекаат со ЗВР и ЗП. Па, мене ми останува да ви посакам многу среќа, бидејќи ќе ви биде многу потребна среќа и многу капацитети за ова. Во тоа што го работите веќе долго време, би рекол повеќе од 2 децении, не знам точно од која година, 94-та година, мислам дека ОПСЕ е во земјата, има и посебно оделение отворено за реформи во полицијата, помагаат, се надевам, доволно, иако и во редовите на полицијата сум слушнал известни критики, односно барања дека тоа може да биде подобро, поконкретно, поефикасно и јас верувам во тоа. Верувам исто така дека ние како граѓански организации можеме повеќе и поконкретно да соработуваме и може да напредуваме во таа област. За жал, ОПСЕ не одговори никако, ниту позитивно, ниту негативно ни на неколкуте наши повици да учествуваат во оваа дебата. Се надеваме дека ќе сватат важноста за овие дискусии, дека во наредната прилика ќе бидат дел од нашата панел дискусија. А вам ми останува да ви заблагодарам многу, уште еднаш многу среќа со тие реформи, а се разбира и за нас и нам ни посакувам среќа со вашите реформи. Благодарам за Александар кој даде еден убав новинарско-граѓански осврт и сподели неколку убави оценки. Се надевам дека сме сите задоволни од оценките на колегата Александар. А на јавноста и посакувам пријатен остаток од денот до следниот пат, до следната прилика кога ќе го изостриме фокусот на некоја нова важна тема во нашето општество. Довидување. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.